Добро дојдовте во урбаните вести. Драмскиот театар Скопје со започнување на новата театарска сезона направи промена на цените на влезниците. Цената на билетот за представите кои се на редовниот репертоар од сега ќе изнесува 200 денари за сите љубители на театарот, освен за оние кои за се уште ученици и студенти за кои цената на билетот ќе изнесува 150 денари. Премиерните изведби на представите ќе чинат 300 денари, додека цената на билетот за детските представи останува непроменета, односно 150 денари. Во продолжение следува генералната најава, а потоа и останатите наслови за денаска. Се гради детска градинка во населбата Бардовци. Поголемо вклучување на учениците во одлуките на училиштето бараат од невладините Сега, МОВ и Меѓаши. Кампањата "Јас внимавам" во септември фокусирана на брзината пропишана на сообраќајните знаци на патот. Жителите на населбата Бардовци ќе добијат детска градинка. Градинката која се гради во дворот на основното училиште Аврам Писевски ќе биде со капацитет за 120 деца и на површина од 520 метри квадратни. Во дворот на основното училиште Аврам Писевски во населбата Бардовци се гради детска градинка која ќе ги згрижува децата од оваа населба, па родителите нема да треба да ги носат децата во градинки во други населби. Детската градинка се гради на површина од 520 метри квадратни, а ќе има капацитет да згрижи 120 деца. Средствата за оваа инвестиција изнесуваат над 24 милиони денари, од кои 7,3 милиони денари се обезбедени во соработка со Светска банка преку ИПА фондовите, а останатите од буџетот на општина Карпош. Ова е 11-ти објект на детска градинка на територија на општина Карпош, а како што истакна градоначалникот Стефчо Екимовски, целта е секое населено место да има детска градинка и децата да одат во градинка во местото во кое живеат. Скоро 2,5 години во соработка со Светската банка и програмата ИПА, општина Карпош доаѓа до овој камен темелник каде што градиме градинка за нашите најмали жители од урбаната заедница Бардовци. Секоја местна заедница на територија на општина Карпош ќе биде покриена по системот на дечја заштита и родителите да немаат потреба да ги носат од едно населено место во друго населено место, како што тоа сега се прави, туку напротив децата од најмала возраст да можат заедно да се дружат. Градинката која треба да биде изградена за една година ќе има вкупно 4 занимални, заеднички гардеробери и тоалети. Интериерот во целиот објект е според сите важечки градежни и архитектонски норми. Објектот ќе има капацитет за 120 деца на возраст од 2 до 6 години. Децата според возраста ќе бидат распоредени во 4 возрастни групи. Невладините организации бараат поголемо вклучување на учениците во училиштата. За ова ќе ве информираме подоцна во вестите. Во објектот Бамби, кој е дел од градинката Срничка од аеродром, е поставен соларен систем. Соларниот систем е поставен со грант кој градинката го доби со изработка на проектот Енергијата вреди и затоа треба да се штеди. Детската градинка Срничка од аеродром доби грант со изработка на проектот Енергијата вреди и затоа треба да се штеди, кој го искористи за поставување соларен систем во објектот Бамби, што возможува заштеда на енергијата за 65%. Соларниот систем е сертифициран од германско сертифицирано тело и има 10 години гаранција. Бидејќи покрај санитарната вода, електрична енергија се троши за работа на машината за садови, е инсталиран и трокатен вентил со што дополнително ќе се заштеди потрошувачката на струја. Грантот доаѓа како награда за континуираната посветеност на Срничка на заштитата на животната средина. Градинката официјално беше прогласена за екоградинка со највисоко ниво на наградување зелено знаме во 2014 година. Започна да се реализира проектот на општина Карпош бесплатни излети за учениците од 1 до 7 оделение есен 2017. Денеска учениците беа во посета на Кучково, а предвидено е да се посетат и други локации во Скопје.
Околу 365 ученици и 36 наставници од основното училиште Лазо Трповски утринава заминаа на бесплатен еднодневен есенски излет во излетничкото место во село Кучково. Почнувајќи од вчера, учениците од сите 10 основни училишта од општина Карпош ќе одат на еднодневни излети на повеќе излетнички места на територија на град Скопје. Оваа активност локалната самоуправа ја спроведува со сопствени буџетски средства, како дел од програмскиот проект Бесплатни излети за учениците од 1 до 7 оделение, есен 2017. Оваа иницијатива се реализира во рамки на програмата за образование при општина Карпош, се наведува во соопштението од општината. Учениците да бидат вклучени во сите форми на управување во училиштето, вклучувајќи ги и родителските совети, како и формирање на ученичка заедница, која ќе ги застапува интересите на сите млади. Ова се дел од барањата на коалицијата на младински организации СЕГА, заедно со незините партнери МОВ и првата детска амбасада во светот Меѓаши, за вклучување на учениците во донесување на одлуките во училиштето. Коалицијата на младински организации СЕГА, заедно со Младинскиот образовен форум и првата детска амбасада во светот Меѓаши, во изминатиот период пристапија кон процес на детектирање на потребите на учениците, испитување на можностите за регулирање на нивното учество во образовниот систем, согледување на искуствата од регионот и европските земји, како и иницирање на широк консултативен процес со засегнатите страни со цел законско регулирање на материјата. На денешниот консултативен настан Зоран Илиевски од коалицијата СЕГА информираше дека македонските ученици не учествуваат во донесувањето на одлуки кои се важни за нивното училиште. Фактот или состојбата кога што се наоѓаат македонските ученици е дека не учествуваат или 0% учеството кога станува збор за донесување на одлуки кои што се битни за нивниот живот во училиштето, и тој процес го дава влијанието на незадоволството на учениците од се она што значи реформи, она што значи нови предмети, нови начини на изучување, нови учебници и така натаму. Преку овој процес сакаме да обезбедиме долгорочно учество на учениците, нивниот глас да биде слушнат конечно во училиштето, за прашања кои што се битни за нивните животи во училиштето. Дел од барањата се гласот на учениците да биде слушнат од страна на класните раководители, учениците да бидат вклучени во сите форми на управување во училиштето, вклучувајќи ги и родителските совети, како и формирање на ученичка заедница која ќе ги застапува интересите на сите млади. Дона Костуранова од Младинскиот образовен форум информираше дека учениците во Македонија немале можност досега да го кажат својот глас во училиштето. Со овие предлог измени кои ги консултираме речиси 2 години, сакаме тоа да биде променето. Законот за средно образование често бил подложен на промени, но никогаш меѓу тие промени не се нашла правата на учениците, оние кои всушност најмногу добиваат и на кои има најважен образовниот процес од сите. И сакаме тоа да биде променето, а Македонија да има образование за пример и за регионот и за Европа и да ги следи стандардите каде што ученикот се разбира дека има знаење и капацитет да каже што му е потребно, а институциите, без разлика дали тоа е училиштето или на повисоко ниво, имаат канал и волја да го слушнат тоа. Костуранова додаде дека со овој модел ќе се гарантира секое училиште да има средношколска заедница, секој ученик ќе има право и ќе знае како да се кандидира за да ги представува своите ученици, а за прв пат учениците ќе учествуваат во училишниот одбор како највисоко тело во училиштето и ќе имаат право да го кажат својот глас. Продолжуваат кампањите за повнимателно и посовесно учество во сообраќајот. Кампањата под мотото "Возам според брзината пропишана на сообраќајните знаци на патот" во септември поддршка доби од актерот Сашко Куцев, кој во наредниот период ќе ги промовира незините активности и со тоа ќе влијае врз поголема безбедност во сообраќајот. Под мотото "Возам според брзината пропишана на сообраќајните знаци на патот", кампањата на компанијата Окта за безбедност во сообраќајот "Јас внимавам" ќе ги продолжи своите активности и овој месец за поголема безбедност во сообраќајот. Кампањата во септември поддршка доби од актерот Сашко Куцев, кој во наредниот период ќе ги промовира незините активности и со тоа ќе влијае врз поголема безбедност во сообраќајот. Според податоците од МВР во 2016 година
се случиле 820 незгоди со потешки последици заради возење со брзина поголема од дозволената и неприлагодена на условите на патот. За апелирање и зголемување на свесноста за почитување на ова правило, беа спроведени редовни контроли на возилата на автопатот во правец од Скопје кон Тетово, со што совесните возачи кои беа сопирани по случаен избор и каде што беше констатирано возење со соодветна брзина, беа наградувани со вредностни ваучери за гориво од Окта. Во општина Илинден започна со изградба нов станбено-деловен комплекс во рамки на кој ќе бидат изградени 3 станбени згради со 170 станови, како и трговски центар на 3 нивоа, со површина од 1900 метри квадратни. Во општина Илинден почна да се гради нов станбено-деловен комплекс во рамките на кој ќе бидат изградени 3 станбени згради и трговски центар. На поставувањето и осветувањето на камен темелникот присуствуваше и градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски. Според најавите на инвеститорот фирмата Унија Клуб, вкупната инвестиција за станбено-деловниот комплекс во населба Илинден изнесува 7,5 милиони евра. Во рамките на комплексот ќе бидат изградени 3 станбени згради со приземје, 5 ката и поткровје, со 170 станови со површина од 45 до 155 метри квадратни, како и трговски центар на 3 нивоа со површина од 1900 метри квадратни. Од општината посочуваат дека како резултат на квалитетното просторно планирање и инвестициите во инфраструктурата, образованието, детската заштита, услужните дејности, континуирано се зголемува бројот на жители, а со тоа и потребата од изградба на вакви објекти. Наскоро се очекува да биде возобновена авионската линија Сараево-Скопје. Со воспоставувањето на авионската линија меѓу главните градови на двете држави, се очекува дека ќе се улесни комуникацијата меѓу граѓаните и бизнис секторот. Наскоро се очекува да биде возобновена директната авионска линија Сараево-Скопје, најавија денеска во Скопје министрите за транспорт на двете држави Гуран Сугаревски и Исмир Јуско. Двајцата министри на пресконференција во македонската влада истакнаа дека заложбите на двете влади ќе бидат најскоро што може да биде воспоставена оваа авионска линија. Решавањето на ова прашање според министерот Сугаревски е од исклучително значење за двете држави. Со воспоставувањето на авионската линија меѓу главните градови на двете држави се очекува дека ќе се улесни комуникацијата меѓу граѓаните и бизнис секторот. Меѓу Македонија и Босна и Херцеговина од 2004 година постои билатерална спогодба за воздушен сообраќај. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека поради изведување планирани технички зафати во дистрибутивната мрежа, утре повеќе делови од Скопје ќе бидат без струја. Корисниците од улиците Виктор Иго, Мишко Михајловски, 456, Основното училиште Златен Сремац, како и делови од улиците Емил Зола и Киро Крстевски во општина Киселавода. Утре од 8 часот и 30 минути до 16 часот ќе останат без напојување со електрична енергија. Од 9 до 10 часот без струја ќе бидат и корисниците од Кањон Матка, хотелот, црквата и изложбениот центар на Ивана во општина Сарај, а од 9 до 11 часот без струја ќе бидат корисниците од улицата Енидже Вардарско во општина Киселавода. Во периодот од 9 до 12 часот без напојување со електрична енергија ќе останат и корисниците од улиците 1, 6 и 7 во село Батинци. Од 11 до 15 часот и 30 минути дел од корисниците од село Семениште, а од 12 до 15 часот дел од корисниците од улиците Бургаталески, Христо Смирненски и 9 мај во општина Центар. Како што информираат од регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот во снабдувањето со електрична енергија е изведувањето планирани технички зафати во дистрибутивната мрежа од страна на екипите на Ивана Македонија. Следува период на сончево време со свежи утра, а преку денот ќе биде се потопло. За време на викендот дневните температури насекаде ќе бидат над просекот, а тогаш се очекува и умерен до засилен ветер од југозапад.
уште една информација пред самиот крај. За сите љубители на анимираните филмови, утре ќе се одржи филмски маратон под ведро небо. Настанот е во организација на меѓународниот филмски фестивал Анимакс Скопје Фест, а со поддршка на градот Скопје. Филмовите ќе се прикажуваат на плоштадот ВМРО во строгиот центар на градот, со почеток во 21 часот. Детската програма ќе се одржи од 18:30 до 20 часот. Со оваа информација го заокружуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието.